Здраво на сите. Јас сум Маја Стојановска, проектен координатор на проектот Истражувачко новинарство, чувар на демократијата и човековите права. Најпрво, дозволете ми да ви се заблагодарам за тоа што сте денес тука, затоа што ќе се дружиме следните 2 дена. Многу интересно, многу плодно, да кажам. Дискусијата понатаму ќе ја дадам на Снежана Лупевска-Созен, која што сигурно многу добро ја знаете. Меѓутоа, најпрво дозволете ми да ви го представам проектот кој што го возможи се това. Проектот Истражувачко новинарство, чувар на демократијата и човековите права е 2-годишен проект, имплементиран од Институтот за човекови права во партнерство со Центарот за управување на промени од Скопје. Тој е финансиски поддржан од Европската унија и кофинансиран од британската амбасада во Скопје. Како што кажав, во трајање од 2 години, почна во јануари 2016 година, стигнуваме при крајот на имплементацијата. Меѓутоа, многу резултати, многу производи останаа и ќе бидат користени во иднина од страна на новинарите, на студентите по новинарство, на младите, па дури на искусните новинари кои што беа дел од сето ова. Во однос на продуктите, производите, односно резултатите на овој проект, можам само накратко тука и да ви презентирам. Најпрво, исто како оваа обука, беа организирани циклус на обуки на 3 универзитети кои што се всушност партнери на овој проект. Тоа се Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, Државниот универзитет во Тетово, како и Универзитетот Гоце Делчев во Штип, како што сме тука денес. Од овие обуки, значи, многу познати и најистакнати новинари истражувачи всушност го споделија своето практично знаење, како и теоретско се разбира, на студентите по новинарство. А потоцна беше креиран и курсот за истражувачко новинарство, каде што најентузијастичните студенти од тие кои што ги слушаа обуките имаат чест 4 месеци да работат активно на истражувачки истории заедно со тие реномирани новинари, а подосна најдобрите истражувачки истории, односно вторите на најдобрите истражувачки истории, има можноста да бидат дел од да реализираат всушност пракса во 3 медиуми кои што се соработници на овој проект. Тоа се Нова, Фокус и Телма телевизија. Понатаму публицирани се неколку публикации, анализа во однос на слободата на изразување, 2 прирачници за истражувачко новинарство, како и за правните аспекти на слободата на изразување, кои што се разбира дека би биле од огромна корист за вас како студенти по новинарство и млади новинари. Во нив ги има сите, да речеме, тајни на правните аспекти, како и на истражувачките аспекти на пишувањето на истражувачки истории. Дополнително, значи, оваа обука е всушност еден, како да кажам, бонус, затоа што свативме дека заинтересираноста беше прилично голема од страна на студентите и дополнително мислевме дека би било многу корисно доколку личности како Снежана, Младен Чадиковски и Лазар Сандов како адвокат ги споделат своите искуства дополнително. Вчера беше одржана презентација на платформата која што се вика Истражи факти .com. Тоа значи, таа е поддржана од интернет страната www.istražifakti.com и на неа всушност регрантистите на овој проект, тоа се 8 граѓански организации кои што работат во областа на медиумите, заедно со истакнати новинари работеа на разни истражувачки истории кои што всушност се достапни на оваа страна. Ви повикувам да ги погледнете, да ја отворите таа страна. Се надевам дека ќе најдете многу корисни извори на информации, како и обработени податоци, кои што, поради тоа што самата платформа е всушност една симбиоза на работата на невладините организации, односно Сдруженијата на граѓани и медиумите, па така за различните аспекти на истражување и анализа на податоци можат да дадат голема корист за информираноста на ова општество. Мислам дека тоа би било се од мене. Се надевам дека ќе уживате во овие 2 дена и пропуштам да Снежана. Фала. Во продолжение мојата, така? Да. Добро. Здраво на сите. Јас сум Снежана Лупевска-Созен и драго ми е што сум со вас денеска овде неколку часа да позборуваме за истражувачкото новинарство. Кажете ми која година на новинарство сте и дали сте сите групи заедно или сте прва, втора, трета, како сте? Различни сте, од прва до четврта, како е? Од трета, не знам, во моје време беше до четврта. Тоа е едното. Прашање, второто прашање ми е дали некој до сега бил на мои предавања по истражувачко новинарство?
Добро, нема многу досадно да им биде, се надевам на тие што повтор пат ме слушале. А дали некој бил на нашите предавања за можо истражувачко новинарство? Сите сте биле. Да знам како да ги скомбинираме предавањава и што ви е поинтересно, а што не ви е. Јас денеска ќе ви предавам за методи и техники на истражувачко новинарство, а подоцна за извори и класификација, меѓутоа она што ми е цел е малце да го приближам истражувачкото новинарство до вас и да ви обяснам како е тоа кога вие навистина сериозно ќе почнете да се занимавате со тие теми и како ќе биде кога ќе имате една редакција во која што би работеле истражувачко новинарство. Истражувачкото новинарство е нешто со што не може студентот новинар туку така да се зафати. Значи, не е тоа интервју, не е вест, не е изјава, не е нешто што вака брзо ќе се направи и не би го препорачувам веднаш да се зафатите после завршувањето на студиите или за време на студиите со истражувачко новинарство, затоа што за тоа е потребно искуство, добри контакти, познавање на местата каде што можете да ги најдете изворите, за да можете да направите сериозна истражувачка историја, односно да ги проверите фактите. Бидејќи истражувачките истории бараат и време, и трпение, и посветеност, бараат и помош, а бараат и финансиски средства. Јас исто како вас бев студент кога почнав да работам, некаде тоа беше во 94-та година, во А1 телевизија, и морав да стекнам први новинарско искуство, за да подоцна, дури во 2007 година, почнав да се занимавам вистински со истражувачко новинарство. Во тоа време малце поинаки беа работите во македонското новинарство. Не се стануваше звезда преку ног, имаше многу работи да се поминат за да стигнеш до вести, па до емисија и слично. За жал сега тоа некако побрзо оди, што се рефлектира подоцна на квалитетот на она што вие ќе го работите. И затоа велам дека не е нешто со што би можеле инстант да се зафатите, меѓутоа е добро да навлезете и да знаете кои се основите на истражувачкото новинарство, за кога ќе почнете да го работите, барем да знаете како треба да се насочите. Предпоставувам дека и дел од предавањата можеби ви се и на факултет за истражувачко новинарство, меѓутоа се надевам дека нема да ви биде испитна вежба да направите истражувачка историја, затоа што тоа е навистина потешкиот дел од работата во новинарството. Јас имам се уште, јас сум оној по возрастна генерација на новинари и се уште сметам дека истражувачките, добрите истражувачки истории најдобро имаат одек и влијание во класичните медиуми, а не на порталите. Особено во Македонија, затоа што во Македонија за да има поголемо влијание историјата треба да ја видат повеќе луѓе, а не само decision makerите, туку треба да ја види јавноста, па јавноста да направи притисок, па невладините организации да се приклучат и да може тој процес да се затвори со одреден резултат како притисок од истражувачката историја. Меѓутоа пак ќе кажам, за жал гледате дека во Македонија не е таква состојбата и многу малци имаме медиуми кои се занимаваат со истражувачки истории. Најголем број тоа се проекти, сајтови поддржани од меѓународната заедница, пари од грантови, кои што поддржуваат истражувачко новинарство, речиси ниту една редакција нема тим истражувачки кој само работи на истражувачки истории, затоа што тоа е неверојатно скапа работа, а од друга страна не е комерцијална, па луѓето им е страв да се огласуваат во истражувачки емисии, затоа што може не знаат кој ќе биде таму истражуван. Меѓутоа не сакам да ве обесхрабрам, само сакам да ви прикажам реално каков е светот на истражувачкото новинарство. Меѓутоа што е целта на една истражувачка историја? Да се разликува, кажав уште на почетокот, од оние стандардни типови на новинарство, за да открие криминал, корупција, да ги открие злоупотребите, кршење на закони и регулативи од поединци. Меѓутоа што е многу битно, да го штити јавниот интерес. Значи, ние кога ги правиме истражувачките истории, особено во емисијата Код, тргнуваме од јавниот интерес. И низ годините многу беше тешко да ги најдеме изворите, некој да ти даде документи, да ти посочи добра истражувачка историја. Меѓутоа не спаси тоа што ќе станам, немам навика да седам кога предавам. Меѓутоа не спаси тоа што луѓето, немајки каде да се обратат, што би се рекло, и немајки доверба во институциите, многу често кај нас доаѓа, кажувајќи ги проблемите,
носејќи документи и факти со подкрепа, кои ние подосна ги истражувавме и наоѓавме аномалии во општеството. Значи, наоѓавме работи кои што навистина не се само во одредена микросредина, туку се организиран криминал или нешто што задира во повеќе институции. Било да се работеше, значи, за нелегално или злоупотреба на доделување на инвалидски пензии, било да се работеше за банални работи навидум како што е, например, водовод наплаќа сметки за вода каде што не треба да се наплаќаат, или енормни се сумите, а не е така. Значи, ние се обидувавме преку тие проблеми на граѓаните да утврдиме аномалии во општеството. Вие не секогаш ќе имате во истражувачката сторија документи од типот на бомбите и прислушкуваните разговори. Па сега тоа е нешто вау, државна работа, што е најголема приказна истражувачка. Вие ќе имате ситуации каде што сами треба да ја препознаете истражувачката сторија и да видите дали таа заслужува внимание. Затоа ние подоцна ќе разговараме и за елементите, изворите и слично. Да видите дали од каде ќе тргнете, што се може да се истражи и каков ќе биде ефектот на таа сторија. Карико веќе, значи, за да направите една таква сторија потребни ви се пари, напор, работа, време, нерви, храброст и иницијативност. Кај нас ги има, освен ова првото, овие другите работи сите кај себе ги се ги најдете прво. Меѓутоа, кај истражувачката сторија е битно да сакате навистина да ја направите. Значи, да не мислите дека тоа е полесната работа, туку да знаете дека е потешката работа. Ама нешто да ве тера од внатре е дека тоа навистина треба да се направи. Не секогаш се потребни пари за истражувачка сторија, меѓутоа кога ќе зборуваме за изворите на истражувачките стории, ќе видите дека потребни се обично за наоѓање документи, за патувања. Тоа се тие трошоци што се прават. Меѓутоа, доколку сте упорни, и таа пречка ќе ја надминува. Вие сте во една фаза кога некогаш треба да инвестирате во себе, нели, да работите хонорарно, да помагате во редакција, благодарение на овие програми да дојдете да волонтирате во одредена редакција, каде што ќе треба да искористите можноста да се занимавате со вистинското новинарство и да видите како тоа навистина изгледа во редакција. Јас најчесто на сите студенти им советувам тоа да го направат додека се студенти. Оти е многу потешко кога ќе завршите факултет и да побарате работа и да мислите дека сега вие многу ќе се потресате во редакција што сте завршиле новинарство и дека ќе ви дадат веднаш да бидете уредник или не знам, за вести да работите, тоа нема да се случи. Најлесно е да почнете со основните работи во новинарството сега кога сте на факултет, макар било тоа и волонтирање, за да видите каква е всушност работата и со што се ќе се соочите за време на вашата работа, затоа што има скалила нели кои што треба да се поминат. Кажав дека разни извори ќе ви дојдат за истражувачка сторија, меѓутоа вие треба да ја откриете темата, да знаете да ја препознаете темата и таа тема треба да ве води цело време низ истражувањето. Не, ако се работи за пари вложени во водовод, а водоводот не работи, значи што ви е целта за да ја направите сторија? Каде отишле средствата? Да го следите патот на парите. Ако следите, значи да видите која ви е основната тема, да не се расплинувате многу. Оти ако се расплинете во истражувачката сторија, на крај ќе имате вие само една анализа или ќе имате збир на информации, ама нема да имате истражување. Кога ќе речем да се даде хипотеза, значи тоа е што всушност вие очекувате од истражувачката сторија, кои се претпоставките што може да ги откриете во истражувачката сторија. Значи секогаш ние кога поставуваме за код одредена тема, велиме добро, ние ќе ја поставиме темата, ама треба да знаеме што се можеме да сретнеме по пат и кои информации можеме да ги добиеме за да ја направиме таа тема. Исто така треба да знаете кои ви се очекувањата од сторијата. Значи што е она што минимум очекувате од сторијата, што е она што максимум очекувате од одредена сторија. Значи ако истражувате тема за водоводот, каде што се злоупотребени средства, ева, да не бидеш тип, бидејќи не знам тетово да кажеме. Значи треба да видите кои ви се минимум очекувањата. Минимум очекувањата се зошто пред избори, еве, актуелно да биде, зашто таа треба тема и да биде актуелна, проработи до имаше вода во Титово водоводот, меѓутоа како одеднаш се создада услови да се направи тоа, кога тоа со години е главен проблем. И да видите
кој ги инвестирал средствата, колку средства се инвестирани, од каде се прибавени средствата, што се случувало. Значи тоа е минимум нешто што треба да направите. Максимум историјата ќе ја расширите ако се вратите назад и направите еден бекграунд. Значи кој бил претходно градоначалник, кој ги дал средствата, која година на почетокот, каде низ овие 10 години се оделе тие средства, може ли да им се најде трагата и слично. Да видите кои се изворите што треба ви се потребни за таа истражувачка сторија. Меѓутоа, кога сето тоа ќе го соберете, кога ќе ги најдете и фактите, и документите, и изворите, ќе треба да си организирате работата. Значи, многу често се случува од многу информации да не знаете што прво, што второ, што трето или што ќе ставите и што нема да ставите. Секогаш тргнете од фактот дека луѓето на кои што ќе им ја кажете сторијата треба да ве разберат. Значи, кога ќе ја гледате сторијата за тетова и вие во Штип треба да разберете што се случило во Тетово. Значи, да не ги оптеретувате со информации што се непотребни, да ги класифицирате тие податоци. Да си организирате работата така да ние подосни кога ќе имаме вежбата, по-конкретно ќе зборуваме, например, да знаете кои ви се извори, да знаете кои ви се документи, да знаете кои инсерти ви требаат ако сте телевизија, да знаете кои фотографии ви требаат ако сте весник или портал, да знаете кои соговорници ви требаат, значи сето тоа да го ставите ако треба на еден лист хартија и да знаете која е структурата на вашата приказна, за да не лутате. Значи дали е тоа градоначалник, па надзор кој требало да врши, реков кој ги дал средствата, секако граѓаните што немаат вода и слично. Да направите една листа на извори, една листа на документи и листа на она што го очекувате од бекграундот. Ќе морате да се организирате затоа што ако така не направите многу ќе ви биде тешко да работите. Истражувачка сторија не се прави ад хок. Значи сега денес скидам да ги снимам луѓето. Ама утре чекај да видам сега што ќе снимам. Туку пред да почнете да го работите сето тоа, мора да си организирате работата и на крај да знаете како ќе изработите таа сторија, значи колку ќе трае во писмена формат или во време траење на телевизија и како што реков да знаете кои реакции ги очекувате. Значи каков притисок ќе направите во јавноста со вашата сторија. Новинарството, вака кога ќе кажеме дека е збир на техники, звучи многу административно. На терен е многу тешко. Значи тоа се збир на техники, всушност е амалска работа. Вие треба сето тоа што ви е потребно за истражувачката сторија да го прибавите. Например, да стасате до документи кои ви се потребни за сторија. Например, банален пример ќе ви кажам. Некој граѓанин на Тетово добива сметки за вода, а всушност нема вода. Значи, еве ви еден појдовен документ кој што можете да го најдете за сторијата. Втора работа е да видите како се наплаќаат тие сметки. Третиот документ е, ако нема водовод, реков да видите кој ги дал средствата и да ја прибавите таа одлука што е направена во советот на општината. Донацијата што е побарана, колкава била донацијата, сето тоа може да се најде низ архивите на општината ако ви ги дадат на рака, или можеби онлайн ако пребарувате и некогаш некој од вашите колеги пред 10 години објави историја колку пари се земени за водоводот. Вака ви кажувам низ примери за да виде по јасно што всушност сакам да кажам. Да се разгледаат сите тие документи. И сега викам да им се следи трагот. Значи од една сметка за вода, а нема вода, ќе почнете да го следите трагот. Значи тоа ви е поидовната точка од каде ќе почнете да ја следите историјата. Ама влезот е интересен, затоа што имате човечка сторија, има човек што има проблем, го подкрепува тоа со одреден факт и ви дава поидовна основа за да можете да ја следите трагата на парите. Значи имате човечката димензија, почнувате да ги собирате фактите и гледате дека таа сторија, иако Снежана Лупевска нема вода, не се однесува само на Снежана Лупевска, туку на пошироката јавност во градот, на селбата и пошироко. Значи така всушност гледате дека тука навистина има истражувачка сторија. Ова ви го кажам зашто ќе ви се случи некој да ви се јави и да ви каже: "Јас немам вода, а плаќам сметки за вода."
И сега си викате ова дали е сторија, дали не е сторија, ајде да одам да видам што е работа. И од тука гледате и препознавате всушност дали може понатаму и што може да се истражува и колку може да се истражува. Или сега на пред локални избори, нели сите прават патишта кандидатите за градоначалници, па пола пат ќе го направат, пола нема да го направат. Има и такви случаи. И сега нели граѓаните ќе ви се јават, ќе речат една лента е направена, друга не е направена. И тоа може да ви биде поидовна основа да видите. Од кај се земени пари од буџетот, дали биле предвидени пари за од буџетот за таа улица. Зошто се и колку се потрошени пари, дали во цела општина на брзина е градено и се трошени пари надвор од предвидениот буџет за изградба на улици и патишта во вашиот град. Значи, тоа ќе ви биде точка и поидовна основа да ја следите трагата не само на таа улица, туку да ја направите и проширувате својата истражувачка сторија. Ви кажувам поедноставни истражувачки стории, за да ви биде појасно кои се методите на истражување. Ја можам да ви зборам и за 27 април, што може да ви биде поатрактивно. Како ние сме ги откриле сите тие што биле внатре во собранието. И како ние направивме реконструкција на код за сите тие што влегле на тој ден. Меѓутоа тоа е нешто што знаете се работи еднаш во годината, дури и јас како искусен новинар немам секоја нела таква добра истражувачка сторија. Еве, следнава емисија токму ќе се однесува на локалните избори. И ќе се однесува на микросредини. Значи не може секоја сторија да ви биде како сторијата за 27 април или како за Живаѓевиќ или да биде меѓународна сторија. Затоа ви давам вакви примери со кои што секој ден се соочувате и како граѓани, и како новинари, и работи што вие ги гледате практично овде кај вас на улица, со кои што можете да се зафатите и да ги сработите. И тоа да ви биде многу полесно. Нормално во тие техники потребно е да знаете како да ги интервјуирате изворите. Прво треба да знаете да ги препознаете изворите. Значи, ако работиме сторија за водата, повторно ќе речам, го имате граѓанинот, градоначалникот, претходните градоначалници, изворот на финансирање го имате како извор на информација и слично. Интервјуирањето за истражувачка сторија бара многу повеќе отколку едно обично интервјуирање за одредена за ТВ прилог или за сторија. Значи тука бара повеќе испрашување. Меѓутоа пристапот не може да ви биде да го испрашувате како во полиција човекот. Туку треба да биде таков да знаете да го лоцирате проблемот, кој е неговиот проблем. Да го прашате за проблемот ако тргнете од граѓанините. Кога го интервјуирате градоначалникот, да кажем, да одите спремени за интервјуирање, да ги соберете сите податоци, бекграундот да го прочитате на сторијата, да го видите буџетот и слично. Значи, вие да се подготвите за да можете изворот да го интервјуирате. Тоа не го направите, тој ќе ве матка и нема да можете да имате фокус на сторијата. Еве, синоќ имав јас топ тема, во која што беше гостин претседателот на Основен суд Скопје 1 кривичниот суд Панчевски. И сега тој како правник знае дека е во предност за одредени работи и ќе почне нели да кажува нешто мислејќи дека ние не разбираме, па ние ќе го вратиме назад, па ќе го вратиме назад, па ќе го вратиме назад. А тој и вие ќе го правите ако не сака да ви одговара, меѓутоа ако имате факти, е многу полесно, како што направија вчера колегите, да цитирате и кога го интервјуирате, да му го посочите фактот. Значи, освен вакви обуки, јас држам обуки и за кандидатите за градоначалници, например, или кандидати за пратеници. И сега и ние таму имаме вежба као фейк интервју, тоа не е вистинско за на телевизија, ама вежба колку е вас сега што ќе правиме. И често пати кога ги прашуват политичарите нешто, нели тие ќе почнат да врткаат и да не ја зборуваат вистината. И ако вие со конкретен податок излезете и конкретен документ му покажете, веднаш се збунуваат, дури и на вежбите. Значи, и вежбата е, ве виделе со странски инвеститор, сте биле на ручек, тој е повластен кај вас во општината и тој вели не, нема врска, јас сите еднакво да ги третирам, сите на тендер ќе дојдат. И вие ќе му кажете аха, и ве ги фотографиите како сте сликани, и ве ги парите како сте ги земеле. Зборувам кога ќе се соочат со фактите, тогаш не можат така лесно да извртуваат вистината. Затоа многу е битно кај тие извори да отидете спремни.
Многу е полесно во ова време, затоа што се користат социјални медиуми, електронска трага има на документи, многу извори на документи има на интернет, многу текстови има на интернет. Во време кога јас бев како ова студент, морав да идам во универзитетска библиотека, да ги најдам весниците од изминатите години, да ги читам, па тогаш немавме телефони за да ги сликаме, па сето тоа да го запишете ако може, па камера ако може да ги слика и слично. И ние немавме можности да преваруваме. Вие сте во многу поголема предност затоа што изворите на информирање можете да ги најдете и на интернет. Меѓутоа често изворите може да ги најдете и дури на она што секој ден го користите, а тоа е Facebook. Значи личности и слично. Кога така све ќе се подготвите добро, останува да ја сработите работата на терен. Значи да отидете да ги интервјуирате, да ги прибавите изворите или документите и слично. Сето тоа да го соберете за да можете да ја направите истражувачката историја. Истражувачкото новинарство е збирна техника затоа што нели содржи повеќе работи. Сето ова што го зборев и како ќе ја препознаете историјата само првиот сигнал. Меѓутоа многу е битно за истражувачкото новинарство да ја проверувате веродостојноста на кажаното, веродостојноста на документот, веродостојноста на изворот. Ако тоа не го направите, навистина ќе имате проблем. Бидејќи не само што некој може да ве тужи ако не ви кажувате навистини, ќе си го расипете вашиот личен кредибилитет, новинарски кредибилитет. Значи, истражувачкото новинарство не е да се направи една историја за време на кариерата, туку да се направат стотици и стотици истории. И да имате кредибилитет на човек на кој што може да му се верува, на човек кој што со своите истражувачки истории пишува вистини, а не невистини. Бидејќи луѓето тоа ќе го препознаат, ќе го прочитаат, ќе имате демант ако не е точно. Ќе може да добиете тужба ако не е точно. Никој нема да ве заштити. Вие ќе се соочите со тие проблеми. И ако го изгубите кредибилитетот, многу е тешко потоа да го вратите кредибилитетот. Значи може да се случи еднаш-два пати да сгрешите и во кариерата, луѓе сме грешни. Меѓутоа морате, особено во истражувачкото новинарство, да ги проверувате добро фактите и изворите. Знаете и вие сега е во мода лажни вести, лажни документи и слично, особено лажни документи може да ви подведнат. Значи сето тоа навистина треба добро да го проверите. Истражувачкиот новинар мора да има кредибилитет. И затоа и вие сами сега кога читате нешто и онлайн, препознавате кај можете да верувате, кај не можете да верувате. Например, ако објави нешто Призма, како што беше за Скопје 2014 истражувачка историја, која беше темелно направена, па и други истории. Тоа е портал на кој што може да му се верува во истражувачко новинарство. Или БИРН, тоа е регионален, значи, кај што навистина имаат истражувачко новинарство. Јас има и сомнителни, нели, сајтови. Например, откривме вчера дека работите што се пуштени за одреден кандидат за градоначалник биле објавувани во 2013 година. Ама документите се пуштени сега заради тоа што се локални избори веројатно против кандидатот. Или една вест на еден портал објавена минатата година. Порталот ја реобјавува. Исто, наменски заради локалните избори. Значи, вие тоа ќе мора да го проверувате, за да видите дали е точно или не точно, и за да видите дали е кредибилно или не е кредибилно. Исто така, кога велам да не остане на препишување на работите што ќе ги најдете. Затоа што мора да проверите. Не можете анблок да земете одредена информација и да ја препишете. Ако тој пред вас сгрешил, и вие ќе сгрешите. Исто така, кога ја читате истражувачката историја, треба да откриете што е ново и што до тогаш не било познато. Значи, кога правите истражувачка историја, не е предизвик да направите иста историја што сум ја правила јас денеска. Вашата треба да биде различна, да биде нова и да биде до тогаш непозната на јавноста. Или пак, ако е вечна тема, како водоводот во Тетово за кој што се фатив случајно, да откриете нови моменти кои ќе бидат интересни за јавноста. Значи, истражувачката историја треба да биде и актуелна, и интересна, и да открие нови работи. Ке зборуваме подосна повеќе и за документите, меѓутоа треба да видите кои документи ќе ги користите и да видите кои лица се опфатени во историјата како соговорници. Ја не знам тука што сум извадила, ќе се обидам да отворам.
Аха. Ова емисија, зашто ви ја посочувам, е код темата е Македонија извезува оружје надвор од земјата. Е државна тајна, иако на оружје стигнато од Македонија. Историјата ја направи Миомир Серафиновиќ и се однесува на тоа дека Македонија извезува оружје за Ирак. Нешто што никој не каже официјално да го потврди. Баравме од Министерството за одбрана секаква информација од Генералштабот, меѓутоа никој не сакаше да го потврди и кога кажавме дека ние имаме таков податок, тие велеа дека не е точно и не демантира. И ни кажа дека ние немаме извор за вакво нешто. Меѓутоа и тие самите, Министерство пака личи многу големо државна институција. И самите не виделе дека податокот за тоа дека Македонија индиректно извезува оружје е прикажан на еден вебсайт кој се занимава со темите за увоз и извоз на оружје, американски, и дека тој документ стои таму. Од американските власти придојде. И дека ние се повикуваме на документот. Еве, документот. За кој нашите извори тврдат дека не се истите прашање. Не гледате? Ау, зашо така? Ја па си гледам тука, не сум извршена. Кога не ги проверувате фактите, ето. Не знам како се прави ова. Како и да е, се јави министерот за одбрана кај мене после емисијата. Зачуден како ние сме го имале документот, па тоа било државна тајна, па тоа не може да се прикаже, па ние не сме биле во право и слично. Ние му одговоривме дека не може да биде државна тајна нешто што веќе е објавено на интернет. Нешто што веќе е зборувано на една конференција регионална каде што беше Миомир, каде што го видел документот, и нешто што е објавено од американските власти. За да на крај се установи дека ние во договор со американците сме извездувале индиректно преку нив оружје за Ирак. Ама тоа било државна тајна, зашто не знам што. Сакам да речам дека никој не може да ви ги оспори фактите ако се точни. Испадна дека се точни, дека не се лажни, дека историјата сме ја темелеле на вистински документ и дека нашето министерство не сакало да прифати и признае дека тоа се случува. Значи, вие, сакам да ви кажам, ако сте убедени во тоа што го правите и ако изворот ви е точен или документот ви е точен, не може туку така да ве демантираат. Иако се обидува нас да не демантираат, се додека не видува што се случува, не може ни да не тужат за оддавање на државна тајна, затоа што првите викаат аха, тужбата е, нели, 10 години затвор, не знам таму колку ќе те запретат, затоа што тоа веќе е објавено на интернет и споделено. Значи не може ништо да ни направат и видоа дека ние зборуваме вистината. Добро, таму беше прикажан всушност документот во историјата и да не најдеме не е документот, ако зашо не ќе да скокне? Купи оружје од сите страни на светот. Меѓу нив оружје до Министерството за одбрана. Единствено таму во Македонија има артилериско оружје за кое нашите извори тврдат. Добро, колегата многу повеќе истражуваше. Тоа што вика какви типови оружје имаме ние, што можеме да која година се стари ли се, нови ли се, кога сме се ослободиле од тоа оружје, кога сме набавиле. Значи не беше само документот да го ставиме, меѓутоа ми беше поентата дека не може да ве демантираат ако вие нешто сте подкрепиле со факти. И се ова како да го ова беше во контекст на ова како новинарите да го откријат тоа што е скриено. И ние еве откривме нешто што сакаше државата да го сокрие. Ова, значи да се има, реков веќе дека е главна водилка во историјата. Рековме дека ова е како заклучок колку е можно да се истражи повеќе, да ги видите значи очекувањата кои ви се и кои се максимум и минимум очекувањата од историјата и истражување и известување. Меѓутоа, организацијата и анализата на информациите е исто така дел од тој истражувачки процес. Ако не го направите тоа, кажав дека вие не можете ни да се зафатите со истражувачката сторија. Значи, еве во просек, како да речем, зависи каква сторија работите. Може 4 дена да истражувате и да прибавувате факти. Ама ви требаат уште ден-два минимум за да накласифицирате факти и извори. Значи, не може веднаш да пристапите кон пишување на историјата. Барем еден ден треба да си ја организирате работата. Пишувањето на историјата е релативна работа.
Прво зависи од повеќе фактори, колку е обем на историјата. Второ, како сте расположени, нели, не стално ни е денот за пишување, ама кога работите во редакција, особено како што е мојата, и като што не имам многу време за да ме чекаат да сум ја расположена за пишување, многу е кусо времето за пишување. Например, ние во Код најчесто успеваме четврток и петок, да речеме, да снимиме нешто, сабота мора да измонтираме затоа што сме поискусни новинари. Инаку по правило понеделник и вторник треба да почнете да работите на терен, да речеме понеделник, вторник да организирате работата, кој ќе снимите, како ќе снимите, кои документи ќе ги прибавите и слично. Среда веќе да отидете да ги снимите луѓето и да излезете на терен. Четврток да проверите што ви недостасува и да отидете да земете и да го прибавите. Петок веќе да напишете и да седнете да ја монтирате историјата, ако е во весник, таму согласно тоа се организира работата, за да може во недела веќе да се емитува. Значи бара повеќе работа. Проверката на фактите ние ја правиме и кога ги дефинираме како извори, меѓутоа и кога ќе седнеме да пишуваме уште еднаш. Значи тоа е ние најбитната работа. Емитувањето на историјата зависи. Ако имате редакција, да речеме, од типот на Призма, кај што имаат многу поголемо време за истражување, тие може и еден месец да истражуваат. Или историја од типот на Скопје 2014 сигурно неколку месеци ја истражувале. Тогаш е покусо времето, покако долго времето на истражување. Меѓутоа во дневните редакции никој нема да ви дозволи 2 месеца да се занимавате со истражувачка историја. Има документарни филмови истражувачки каде што ги работат 2 пати во годината, да речеме, ќе направи филм. Меѓутоа, ние немаме таква комоција во Македонија, затоа што никој така нема да не финансира, по друга страна никој нема да ни даде плата. Крај времето е кратко и емитувањето на историите обично се врши барем на неделно ниво, ако не на месечно. За фоллоапот на и реакција на историјата, многу е обесхрабрувачки, навистина за истражувачките новинари, кога нема фоллоап. Што е фоллоап? Значи, да ја објавите историјата и да има реакција на историјата. Да ја објавите историјата и вашите колеги од другите редакции да прифатат дека тоа е тема и дека треба да пишуваат за таа историја. Да ја објавите историјата, да ги охрабрите луѓето кои го имаат проблем да се организираат, да протестираат, одат во институциите и ја бараат правда. Да направите историја на која што ќе се надоврзат невладините организации и ќе почнат и тие да работат на тоа да се реши проблемот. Сега оваа спрега е најдобро целосно да се затвори. И последната е, доколку се случил криминал или корупција, по допрен глас, обвинителот да покрене случај, МВР да превземе мерки и сторителите да бидат уапсени. Сега од сите овие работи што ги набројав, најчесто жртвата, тоест луѓето, очекуваат дека кога ќе кажете вие истражувачката историја, ќе им се реши проблемот. И тоа е голема заблуда. Во Македонија, за жал, тоа не се случува. Многу луѓе, нели, бидејќи се обесхрабрени од институциите, бараат спас во медиумите и вие тоа го гледате, меѓутоа не значи дека ќе им се реши проблемот само ако се емитува историјата. И што е најтрагично, институциите ги препраќаат кај нас во телевизија за да ја направиме историјата. Значи ќе кажат, абе ние не можеме да ти помогнеме, ај одете видете вие со медиумот, тие можеби ќе може да направат историја па ќе извршат влијание. И тоа нас не се случувало. Меѓутоа, втората работа е, ако излезат и се охрабрат граѓаните да протестираат после таа историја, и тоа ретко за жал се случува, затоа што во Македонија, барем до сега, беше реткост да некој протестира, каже јавно што мисли и слично. Се надевам дека тоа полека ќе се менува. Третата работа е невладините организации. По правило, тие треба да се супортот на вашето истражување. Меѓутоа во Македонија, иако има партнерства на невладини организации со медиуми, партнерствата по правило според мене треба да бидат, ако невладината организација направи анализа за одредена состојба, ако таа има податоци за тоа, да му ги даде на новинарот да го сервисира и да му помогне во истражувањето. Значи да биде сервис на истражувачката историја. Значи јас стално ги навидувам примерите во Црна Гора кај што беа најуспешни истражувачките истории кои се однесуваа на руското влијание град битен на Црногорското приморје, затоа што невладините организации дури заедно со новинарите одеа на терен, заедно со новинарите ги сликаа објектите, заедно со новинарите правните аспекти ги гледаа, им помагаа стручно
стручна помош даваа на новинарите. Тоа за жал ја се уште го немам видено во Македонија. Обично се сведува на тоа да невладините организации имаат некој извештај, па сакаат да го промовираат во јавноста, па нас ке ни го дадат, па ние треба да го промовираме или да дадат изјава. Меѓутоа, се додека не почнат заедно да работат на истражување на одредени теми, мислам дека нема да има голем успех. По јавно допрен глас гледате што се случува. Ретко се обвинителот да покрене постапка по јавно допрен глас. Или се прави некогаш тоа од политички мотиви, се отвара истрага, или заради одредени моменти, да речеме, избори, или се злоупотребува, за жал, тоа е реалноста во Македонија. Меѓутоа, се тоа нема да ве обесхрабри вие да ја направите, се разбира, истражувачката историја. Кај нас се случија добри ефекти, еве ви го спомнав случајот со пензиите. Имаше апсење после таа историја, апсење на лекари кои давале лажни овакво пензии за пари, кои взимале мито и слично. И таа историја имаше ефекти и уште неколку такви има што имале ефект. Меѓутоа, што е ефектот за мене? Ефектот не е само тие да ги ставите во затвор. Ефектот е да не се случува тоа повторно. А за жал, многу пати само се менуваат играчите. Едните ќе бидат оапсени, ќе дојдат исти такви или слични, нови, кои што сега тие ќе почнат да взимаат пари. Значи тоа е, пак ќе речам, реалноста во Македонија, со која што се надам дека вашата генерација нема да се бори, меѓутоа мора да бидете свесни какви се состојбите во Македонија, за да не се обесхрабрувате ако направите одлична истражувачка историја и таа историја потоа нема ефект. Дури сега, да речем, имаше ефект историјата што ја правевме за доделувањето на субвенциите во земјоделието. Нели, има злоупотреби во доделувањето на субвенциите и сега имаше апсење кога се смени владата во агенцијата, не знам точно како се викаше за доделување таму за земјоделство, каде што се види дека е организиран криминал затоа што се апсени повеќе луѓе. И ние идевме на тоа пред година, една до година тоа го правевме дека на вистина има организиран криминал. Меѓутоа, додека дојде на ред, веројатно требаше се смени власта за да настанат такви апсења. И ваквите криминали ќе ги има во секоја власт. За жал, ги има. Немојте да мислите дека со промената на власта се менува. Нашата работа е да откриваме. Еве ќе ви кажам типичен пример. Ако МЕПСО откри пред известно време дека имало фирма која должи 48 милиони евра, не знам, за тоа што продавала, купувала струја, не плаќала на МЕПСО, а таа била врзана со мокници од претходната власт. Јас веднаш прашав, а сега дали таа фирма веќе не работи? Кои се сега фирмите што всушност работат за вас? И тие па добро не знаеме, не мора да не ги кажете, за да во централниот регистар провериме дали сега тие па фирми се блиски до вас. Значи, дали се само тоа што велам сменете играчите. Значи, немојте да мислите дека нашата работа новинарска продолжува. И во многу земји, за жал, е така. Еве, типичен пример за жал е Малта. И примерот со убиството на новинарката што ги истражувала корупциите, криминалот во тамошната влада. Трагично заврши. Мислиме дека Малта е, нели, Европа, Малта не, тоа не е Македонија, тоа не е Балкан. Меѓутоа гледате што и какви сериозни работи се случуваат. Не се случува само тоа кај нас. И дури брутално на тој начин и свирепо е убиена новинарката. Зборувам дека и кога имаме и ние семинари со колеги од европски земји, па и од скандинавски земји, и кога зборуваме, например, кој криминал кај вас е најразвиен, што вие истражувате најмногу, тие ми рекоа градежната мафија. Криењето на даноци преку градежната мафија. Значи не е само кај нас градежната мафија. Секаде има стори, различни се нивоата на криминалот, да речеме, некаде е поексплицитен, некаде помалку, меѓутоа има работа. Дури и прислушкувањето кога го правевме, гледавме примери во скандинавските земји, па Германија и слично, дека тоа се случувало и надвор од нашата држава. И затоа заклучокот е дека истражувачката историја е како да се лупи кромит. Знаете, лист по лист. Ќе најдете едно па друго, ги вадите лисјата од кромитот, за да дојдете до срцето, до суштината на историјата. Ама, што се случува, нели, кога лупите кромит? Ве печат очите. Не ви е баш пријатно. Епа и со истражувачката историја ќе ве печат очите. Нема да ви биде баш пријатно, нема да бидете одморени, нема да бидете толку популарни како вие што се од забавната редакција, нели, што сите ги знаат. Ќе одите упатеки на терен,
Нема да бидете најубави со пудра и со шминка, ама кога ќе ја направите сторијата, ако таа има навистина ефект, тогаш ќе бидете вие навистина вистинскиот новинар, на кој што луѓето ќе му речат благодарам. И јавноста тоа ќе го препознае. Затоа кажувам дека ова не е инстант работа, што ќе се случи за кратко време, меѓутоа ако ја направите онака како што треба, ќе имате многу жртви, ама успехот кога ќе биде вистински, ќе видите колку голема сатисфакција. И така всушност луѓето почнуваат да се занимаваат со истражувачко новинарство, новинарите. Ние направивме една сторија, некаде да речеме во 2004 или 5. Со помош на BBC откривавме како се злоупотребуваат средствата кои треба да се даваат во шелтер центрите за сиромашните луѓе. Во тоа време Стефче Јакимовски беше министер за труд и социјала. Тука имаше злоупотреби. И ние ја направивме сторијата, откривме дека има криминал, дека средствата се пренаменуваат, дека се крадат, дека сиромашните во шелтер центрите живеат уште посиромашни и слично. И ја објавивме сторијата и толку се воодушевивме сами од себе, а имаше и ефекти, да всушност тоа не поттикна да правиме уште истражувачки истории и понатаму да истражуваме. Истражувавме за топилницата во Белес, истражувавме и големи, истражувавме и мали истории, истражувавме секакви истории. Меѓутоа, ако нешто навистина направите добро, не ја очекувајте дека во редакцијата ќе ве пофалат сите, некои ќе бидат малце можеби завидливи, ама ако вие видите дека тоа има ефект во јавноста, навистина ќе бидете доволни и ќе го лупите и понатаму кромидот колку и да пече на очите. Ова не кажав да се проучат експертски мислења и написи во врска со темата. Често пати во Македонија е многу модерно аналитичари нели да се вклучуваат и они за се знаат, за се се аналитичари. Луѓето се направија кариера врз основа на тоа што нема вистински аналитичари во Македонија. Кога работите истражувачка сторија е многу специфично. Тука не може политиколог туку така да си каже што се мисли или некој туку така професор. Бара познавање на темата. Ако истражувате вие финанси и ако истражувате затојување на данок, треба да знаете кој експерт може тоа да го направи. Павле Гацов е експерт за даноци. Ќе знаете да го најдете него, да видите кој е вистинскиот експерт за темата. Значи, не можете туку така да одбирате експерти за истражувачка сторија, зашто ќе ве наведат во погрешна насока. Па и сами знаете дека и тие експерти во голем дел се врзани за една или за друга политичка партија и можат само да вие злоупотреба сторијата. Најдобри се експертите, според мене, кои што технички го познаваат работите, дали се тоа од техничките факултети, ако се работи, дали од економските или правните науки. Меѓутоа, навистина бидете внимателни во Македонија со одбирањето на експертите, затоа што можат само да ве злоупотребат, место да ви дадат вистински одговори. Веќе реков дека вашата сторија навистина треба да одговори барем на едно прашање, дали ова нова сторија која ќе може понатаму да се истражува и подлабоко, тоа е поврзано со она што треба да следува. Уште една работа да не заборам да кажам. Дали има последици по животите на значителен број на луѓе? И какви последици пак може да има на изворот на информацијата? Се случувало да луѓе кои што ни давале информации за одредени фабрики, да речеме загадувачи, да речеме Рек Битола, Јегуновци и слично, може да останат и без работа, ако излезат отворено да зборуваат. Вие сега треба да бидете свесни како новинари дека треба да го имате етичкиот, моралниот аспект кај вас. Дали можете и дали смеете да го загрозите изворот. Значи, до каде можете да одите во тоа? Ако тој ви даде документи, па ви даде информации кои се точни, па ако треба ќе му го замаглите ликот. Меѓутоа вие замаглувањето на ликот нема да биде и ликот е единствено нешто во историјата, нормално неговите зборови ќе ги подкрепите со факти. Значи мора да знаете дека и истражувачкото новинарство има етика, мора да знаете дека изворот не смеете да го загрозите, тој извор не смее ниту да биде отпуштен од работа, ниту да биде натепан, ниту да му се случи нешто од институциите, затоа што на ваш грб ќе падне она што ќе му се случи и затоа многу треба да внимавате. Со тоа е една сторија во Штип што ја кажувам, што сум ја работела, кај што навистина беше многу чувствителна и не смее да се открие идентитетот на луѓето. Беше малолетничката проституција овде, за која што правевме стории истражувачки, која што беше навистина многу сериозна. Беа вклучени малолетници, тие ми дадоа изјави,
ги кажуваа своите судбини, кажуваа какви се злоупотребите правени, меѓутоа никогаш не смеевме да им го откриеме идентитетот, а во мала средина па вие уште повеќе знаете куќата ако ја снимите, веднаш сите ќе знаат тука е мало, комшиите и слично, значи немојте да ги маркирате и да ги обележувате жртвите, да бидат препознатливи и потоа ништо да им се случи. Во најчест случај, ние новинарите ги штитиме изворите.